Разговараме со Цвета Арангелова, репортер на новинската агенција БГНЕС. Арангелова, вие буквално се вративте од терен. Бевте на местото на несреќата. Кога добивте информации дека се случила огромна трагедија на автопатот Струма? Така да, тук што се връщаме од мястото на инцидента. Туку што се враќам од местото на несреќата. Најпрво сакам да го изразам моето сочувство кон граѓаните на Република Северна Македонија. Страшно е она што се случи. Ние дознавме буквално минути од како се случила несреќата во раните утрински часови. Тоа е станал инцидента в малките часове на ноќта. И буквално веднага тргнахме натаму. И веднаш тргнавме натаму. Едно од првите нешта што ги направивме беше да им соопштиме на колегите од другите медиуми на Балканот и на колегите со кои работиме во Европа. И на колегите со кои работиме в Европа. Така. Што затекнавте на местото на несреќата? Колку е оддалечено од Софија, од вашето место? Колку требаше за да стигнете? Реално не е многу далеч, тъй като... Реално не е многу далеко. Несреќата се случила во близина на градот Перник. Тоа е околу 30-40 минути пат од Софија. И што затекнавте таму? Каква беше состојбата кога вие пристигнавте? Когато ние пристигнахме вече на мястото... Кога дојдовме, веќе на местото имаше полициски службеници кои што го обележуваа местото, го изолираа и веќе почнуваа активностите за пренесување на преживеаните во болницата Пиргов, ургентниот центар во Софија. Тоа е она што ние го видовме и потоа почнаа да пристигнуваат истражните органи. В спешниот центар во Софија. Реално това заварихме ние и... По 3-4 часа, како што надоаѓаше утрото, пристигнаа и обвинителите, премиерот Стефан Јанев, министерот за внатрешни работи Бојко Рашков, како и заменикот на главниот обвинител Борислав Сарафов, од кои добивме понови, поточни информации за тоа што се случило, за бројот на жртвите. Наближаване на сутринта пристигнаха представителите на правителството, пристигна служебниот премиер Стефан Јанев на място, пристигна вътрешниот министр Бојко Рашков, както и заместник главниот прокурор Борислав Сарафов, од които получихме малку по-актуална информација за случилото се, за бројот на жертвите. Така. И какви се информациите кои што вие како новинари ги носите, бидејќи рековте дека се враќате од терен, какви се првичните сознанија? Што знаеме досега? Това, което знаеме досега е информацијата којато излиза по официјалните канали. Тоа што го знаеме досега се информации од официјалните извори. Се води истрага која навистина е во многу почетна фаза во овој момент. Го знаеме бројот на жртвите, дека 7 лица се преживеани и тие според информациите од властите седеле во задниот дел на автобусот. Успеале да излезат буквално од како ги скршиле стаклата на автобусот. За среќа тие се вон животна опасност. По соодветните прегледи ќе бидат пуштени и ќе се префрлат во Скопје. Без опасност за живота. Тоест, те след съответните прегледи ще бъдат освободени и ще бъдат прехвърлени в Скопје. Така. Што се случува во моментов во Софија? Дали почнаа да соработуваат, бидејќи од македонското МВР има екипа кримтехничари? Дали веќе се пристигнати? Дали двете екипи почнаа да работат? Да, доколкото успяхме да разберем, криминалистите от Северна Македонија веќе се на терен и това, което би трябвало... Да, колку што успеавме да дознаеме, криминалистите од Северна Македонија веќе се на терен и она што треба да се прави е да се земе ДНК материјал од телата на жртвите за да се идентификуваат. Така. Во Македонија веќе се вртеа списоци со имиња на жртвите. Очигледно за ова е рано и дека станува збор само за шпекулации. По ова што го кажувате вие. Значи, се уште не можеме да зборуваме за потврдени идентитети на жртви, затоа што се доста повредени, доста телата во пожарот, така?
Имената на жертвите се знаят. Те са известни. Имињата на жртвите се знаат, тие се познати. Но додека тече истрагата и станува збор за волку тешка несреќа, не е во ред како медиуми да ги објавуваме. Ќе бидат објавени кога официјално истражните органи завршат. Сепак станува збор за човечки животи и за семејства. Когато официално разследващите органи го направят, все пак става дума за човешки животи и за семейства.